Dobro се излева. Значи се наоѓаме во нашето омилено место, храмот на Свети Јероним. Ова е нешто налик на Кападокија. Све е мало и миниатурно. И сестрата сега сите ќе ги помазува со масло. Оди тука благослов да земеш книга. Κάθε ευλογία με υγεία και κάθε τι καλό. Не може, дай малко само да помени. Ова е игуманијата на манастирешен малку повеќе болничка, иначе 90 кусур години има, а сега е добра и не благословува. Колко има? 95. Κάθε ευλογία στη ζωή σας. Αληθώς ανέστη κάθε ευλογία στη ζωή σας. Να έχετε, Άννα. Να έχετε την ευλογία του γέροντα Ιερονίμου στη ζωή σας και την προστασία. Υγεία και κάθε τι καλό. Για εσάς, Μαρία μου, ευλογία και για σένα και την οικογένειά σου. Όλους τους δικούς σου. Ευλογείτε, Χριστός Ανέστη. Να είσαστε καλά, ευλογία, η μαμά, Еве ќе имате прилика да бидете дел од неговата келија. Во постари години овде пребивал. Ова е столицата на која единствено се одмарал. Иначе бил часовничар. И во оваа просторија може да видите многу часовници, како спомен на она што било негова работа и радост. Постои книга за неговото житие, преведена од отец Јани Молев. Убаво е да посакате да ја најдете, да прочитате за него. Ја мислам дека секој што ќе ја прочита, ќе се заљуби во него и во неговото дело. Еве еден од камен, изработен дел од неговата татковина, Кападокија. Таму е роден, живеел. И треба многу да се раскажува што значи Кападокија и христијанството, кога била жива вера, кога луѓето живееле како христијани во секој миг и час. На тие простори дори доаѓа, што се вели секој во Кападокија во тоа време бил свет. Значи он више бил просветен кога заради размена на население дошол во приморен да дојде во Егина. 2 години или 1 година, ако не грешам, после смртта на Свети Нектарија Егински. Јас само скопо ќе ви препорачам да прочитате неговата книга, ќе знаете за кога зборувам. Много ми е мило што можете да фрлите со дели еден поглед на нешто што тука пресилало и пребивало светом. Кој и сега во овој момент се моли. Ја ќе го однесам за да примете благослов и од неговата глава. Иначе, они се старо календарци. И се уште живеат во скромност, бидејќи како старо календарци. Перимене. Не, паре. Немаат подкрепа од државата. Иако званично не е канонизиран, тој е свет. Ова е тамо црквичката, кај што се молел. Ова е, неколку црквички има. И све се така миниатурни. Све се во мало издание.
Еве и неговата глава. Има такво благоухание и благодат која ќе придете. Тоа се неговите мошти. Само дел главата е извадена од неговиот гроб. Еве го милиот Јероним. Кога веќе ми ја започна во живо, ќе направам едно заобиколување на самиот простор. Кога се доселил тука, све што правил да личи на неговата татковина, која што никако не сакал да ја напушти, но морал. И до крајот на својот живот имал тага и болка заради таа разделба. Само две сестрички се, игуманијата и сестрата, што ја видовте. Нивните трудолюбиви рачиња направиле едно прекрасно манастирче. Еве го неговиот гроб. Се надеваме дека во иднина сите проблеми ќе се разрешат околу нив. Многу често доаѓаме и многу има љубов од нив. Ова е првата игуманија која живеела во времето на старецот Јероним. Еве уште една црквичка. Ета е малецка, преубава, преблагодатна, посветена е на Богородица. Сега ќе однесам во просториите кои што за Јероним, старец Јероним значеле многу. Али навистина се го отсликуваат неговиот лик, неговото потекло и неговиот дух. Погледнете колку е самиот влез минијатурен и подсеќа на Кападокија. Све е овде минијатурно. Нешто што најмногу ме воодушевило. И првата средба е со часовник. Гледате. Секако тука се спомени од неговото време. Погледнете ја вратичката. Мали ходничиња. Десно е просторијата кај што престојувал се молел и каде што нема да наидете на раскош. Погледнете како изгледало неговото живење. Мангалче за палење на огин, мала масичка, столче, мало чешмиче и столица. И секако часовник. На секој чекор може да се види часовник. Неговата омилена работа. Значи тука се молел, нема кревети, нема раскош, али затоа има божествената раскош. Е сега да видите исповедалницата, кадето е исповедал. Дори не можем да излезам од вратата. Толку е малечко. Гледате малечкото столче? На него седел и исповедал. Погледнете колку е мало просторичето. Овде многу души излевале својата болка, тага, својата немак и барале помош од него. Мили мои, ова ми беше задоволство да ви го пренесам, да примите преку оваа снимка благослов од старец Јероним и ако даде Бог, некогаш и да дојдете при него, да му се поклоните и директно да си примите благослов. Че бавчичето немаме прилика да го прошетаме, но нема што нема. Секако живеат скромно, но Господ и старецот не ги остава без помош. Погледнете кod цвеќе магнолија или преобал. Фестаци, зеленчуци. Од една врата влеговме, друга излегуваме. Еве Нико брат драги, пишува имења. Поживо.
Да ги Бог да поздравиш. благослови мајката Божја и Свети Јероним, сите дај Боже да тргнеме по патот на Бога и таа духовна преродба да не утешува, да не облагодати и мир, радост во Духот Свети на сите души, сите семејства да даде. Ја, брат драги, се потрудив малку да им раскажам за Свети Старец Јероним, за сестричките. Има прилика да видат и сестричката, името. Таа е Теос де Пасхе, а игуменијата е в Праксија. Овде е килијата, може да му е покажеш. Прво таму почнав. Да. Еве ќе завршиме се со игуманијата. На крај примете го благословот од неј за она. Многу се радува кога ќе слушне дека се ортодокс. Верници и од се срце со раката ги благословува. Еве и вас ќе ви благослови, мили гледачи. Мати? 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 Те сакаме? Благослов од днес. Христос анести. Милата, душа е наша мила. Сите ве благослови, ке ме изморивме да напуштиме се малку здив да земе. Ве сакам и Господ нека ве благослови и вие еден ден да дојдете во ова мало миниатурно кападокиско делче на земјината топка.